да даде образложение на предлогот на закон за работно ангажирање на лице. Повелете, колега пратеник. Ви благодарам, председателе, почитувани министри, почитуван председателе, почитувани колеги, почитувани представници од институциите. Дозволете најнапред да изразам благодарност и задоволството што ве гледам сите тука присутни, бидејќи разговараме за еден многу важен, би рекол, и реформски закон, закон кој што е новитет во овие 30 години, закон кој што решава проблеми, но исто така овозможува и услови и погодности и за работодавачите и за работниците. Се работеше доста време, беше темелно обработен, но и покрај тоа, и покрај првата фаза од носењето на законот, покрај разговорите, дискусиите што ги имавме во јавноста, инсистиравме сите на одржувањето на оваа јавна расправа со цел најдетално, најопширно, најтранспарентно да бидеме сите офатени, да бидат офатени сите забелешки, сите замисли со цел да имаме едно навистина квалитетно решение со кое што ќе можеме сите да се гордееме, а и неговата имплементација да биде навистина брза и ефикасна. Исто така дозволете да го изразам и задоволството, бидејќи во знак на добра волја, иако ние како поднесители го доставивме и до опозицијата и истите го подпиша, и сметам дека ги имаме сите услови за да разговараме и да донесеме законско решение кое што ќе биде поддржано и на задоволство од сите. Накратко дозволете само да го образложам, па понатаму со задоволство ќе ги чуеме и вашите забелески, размислувања и коментари. Како што кажав, со законот во овие 30 години воведуваме нова терминологија која што е работен ангажман и која што е разлика од работниот однос, клучна категорија која што е основа за надминување на претходните недоразбирања или појави на сива и црна економија, каде што имавме небезбедни услови за работа за работниците, а услови за казни за работодавачите. Во членот 5 наведено е во кои дејности може да се врши работно ангажирање на лица и тие се истите од сезонски карактер, или поточно да бидеме точни во земјоделство, шумарство и рибарство, во објекти за сместување и сервисни дејности за храна, угостителството и дејности на домаќинството како работодавач. Кој би можел да ги извршува овие работи? Тие ли се во членот 9. Работно ангажирано лице согласно со овој закон може да биде лице кое не е во работен однос, вработено лице, само вработено лице, лица помлади од 18 години кои согласно општите прописи од работните односи ги исполнуваат условите за заснување на работен однос, студент, корисник на семејна и старосна пензија со исклучок на корисници на семејна пензија, посlovна неспособност за работа и самостоен живот, и странец кој има регулиран престој согласно законот. Што е предноста на овие ангажирани лица? Прво, нивниот ангажман ќе може да биде извршен брзо и ефикасно, за разлика од сега кое што имавме административни процедури кои што одземаат време, па би рекле и потешкоти. Ова законско решение предвидува изработка и изготовка на електронска апликација со кое што пријавувањето на ангажманот ќе биде брзо и ефикасно. Во самата евиденција јасно законот го препишува кои елементи и кои податоци треба да бидат офатени при самата пријава. Понатаму, истата апликација ќе може да врши и да генерира различни типови на извештаи кои што се потребни не само за работодавачот, не само за работно ангажираното лице кој што ќе може и користи, но исто така и сите инспекцијски служби согласно законот. При тоа, регулирана е исплатата на придонесите и исплатата на дополнителното здравствено осигурување. Се разбира дека мораше се мисли на заштита и на работодавачите, но и на работно ангажираните лица. Она што е многу важно да се напомене, дека работно ангажираните лица нема да ги губат стекнати права по однос на посебните закони. Значи, студентите нема да губат својата стипендија, невработените лица нема да го изгубат помошта по однос на невработеност и што е многу важно, нема да бидат избришани од регистарот на невработени лица. Корисниците на старосна пензија нема да изгубат својата пензија. Тоа беа причините што најчесто до сега беа како мотиви работниците ангажирани
на условно кажем на црно, да не сака да бидат пријавени, иако работодавачите сакаат да ги ангажираат. Студентите, како што кажав, не ја губат стипендијата, но исто така законот овозможува и конечно ангажирање или ставање во рамка и евиденција на ангажирањето на лица помлади од 18 години, односно средношколците кои што знаеме дека се најзастапени по гостителските локали во туристичките места во време на сезоната. Задоволство ми е да кажам дека додека течеше расправата, добивме позитивни реакции од многу страни, многу засегнати страни, особено од работодавачите кои што бара проширување на самиот ОФАТ. Верувам дека дел се и тука присутни, ќе разговараме од први ова што ни основно како предлог на закон, да видиме ако можеме, има и основа да го прошириме ОФАТот, но исто така морам да нагласам дека и при изработката исто нашите партнери, исто сите засегнати при изработката на законот, особено се внимаваше на елиминирање на сите можности и ризици од злоупотреба на ова законско решение. Дел од нив беше и затоа вака стриктно определба на ОФАТот. Ќе видиме уште еднаш колку можеме да го прошириме и каде за почеток, но исто така има и други заштитни механизми. Например, едно работно ангажирано лице, кај еден работодавач ќе може да биде ангажирано 60 дена од вкупно 120 во една календарска година. Може да бидат ке повеќе работодавачи, но не повеќе од 120 дена. Неговите услови за работа се обезбедени согласно другите законски прописи, а работодавачот е сигурен и стабилен при ангажманот на другите лица. Така да сметам дека имам едно законско решение кој што е позитивно, кој што е прифатено и кој што очекувам да биде поддржано сите, но она што ми е најважно во текот на денешната расправа да го согледаме најдетално што можеме, да ги земеме пред сите забелешки, сите бесија, впрочем како што го правев и претходно, и да имаме на второто читање на дополнето законско решение со амандмани кои што можеме да биде гордост за целиот парламент. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Збор има